Like, I think she was in custody for an hour. Ве поздравувам од Вашингтон. Јас сум Тоше Огњанов од Гласот на Америка. Ова што во моментот го гледате, тоа е пренос живо од протестот во Вашингтон, каде што моментално се собираат учесниците на денешниот протест, кој што се како што беше најавено, односно како што се очекува, е да биде најмасовен досега. Она што го видовме во текот на денот, учесниците денеска се собраа на повеќе локации низ Вашингтон, а моментално се наоѓаме во близина на Белата куќа, која се чини ќе биде собиралиште на повеќето групи демонстранти кои што денеска се дојдоа во Вашингтон. Очекуваме протестот да трае до доцна во ноќта, како што некои најавија, некои од неформалните организатори на овој протест. И како што може да се види, за разлика од минатите денови, денеска има значително поголем број учесници. Она што ќе се обидеме денеска да направиме, да ве прошетаме низ повеќето локации каде што се одвиваат протести. Како што можете да видите, учесниците доаѓаат, заминуваат, некои беа пред Белата куќа, некои се пред Белата куќа, допред некое време се наоѓа кај споменикот на Абрахам Линколн, а во текот на утрината имаше протести во близина на Конгресот. Во продолжение ќе ве оставам со снимките во живо од Вашингтон и повремено ќе имаме коментари од наша страна. Моментално се наоѓаме со група што се движи на кај црквата Свети Јован, каде што во понеделникот претседателот Трамп излезе и се сликаше пред медиумите со Библијата во раце. Од десната страна, зад ова метална ограда, како што можете да забележите, е паркот Лафает. Немирите на почетокот од овие таму во позадина се наоѓа куќа која што е далеченост од можеби 500 метри од местото каде што сега се наоѓаат демонстрантите. Интересно за протестиве е дека иако нема организација закускана за учесниците, јас се извинувам за прекинот, но се надам дека повторно може да се видиме, дека повторно имаме конекција. Поради големиот број учесници, интернет врската во делот каде што се главните протести исклучително слаба и поради тоа преносот можеби е со послаб квалитет во моментот. Се оддалечевме малку од центарот каде што од местото кое што е неофицијално
главно собиралиште на протестот. Но повторно сме во близина околу паркот Лафает, во близина на Белата куќа. И како што може да видите и натаму доаѓаат нови учесници на протестот, носејќи ги транспаренти и изрекувајќи ги паролите "Нема правда, нема мир", кои што стануваат дел од препознатливите фрази на овој протест, покрај паролата "Црните животи значат". Повод за протестите, како што веќе неколку наврати беше кажано, е смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд, кој што почина при апсење пред 10 дена во Минеаполис. И понатаму ќе продолжиме се движиме низ улиците на Вашингтон, за да ви ја доловиме атмосферата на денешниот протест. Забележливо е дека поголемиот дел од учесниците на протестот се од помладите генерации. Тие се од различни раси. Има и бела и црна раса. Но коментарите во јавноста се дека оваа нова генерација американци носат нови идеи со себе и желба за поголеми социјални промени во земјата. Воедно и тоа е едно од мотото на овие протести за поголема социјална правда. Она што може да се види овде, гледате едно полициско возило и воопшто нема никаква тензична атмосфера. Нема тензични ситуации кои што ги видовме пред една недела на истите овие места. Полицијата е тука, за сега се чини само превентивно, а протестот денеска се одржува мирно, повеќе наликува на протестен марш низ главниот град на САД. Сега ќе продолжиме да се движиме, малку ќе се тргнеме од просторот на Белата куќа, ќе тргнеме во насока на националното шеталиште, од каде што доаѓа оваа поголема група учесници на протестот. За побрзо движење низ градот, како што може да видите и оваа учесничка пред нас и други учесници исто така, ние користиме велосипед. Сега користам велосипед со цел да ве прошетаме на повеќе локации низ Вашингтон. Еве една поголема група. Како што можете да слушнете, тоа е една од веќе се почестите пароли на протестот. Ова е како изгледа демократијата, алудирајќи на изразувањето на незадоволство преку протести. Секако тоа се работи за мирни протести. Сега во моментот ќе отидеме малку поблиску до металната ограда, до оваа метална ограда. Она што го гледате во позадина е всушност вообичаеното место каде што во, да речеме, регуларни денови можете да дојдете најблиску до Белата куќа. Ова е место каде што бројни туристи доаѓаат кога се фотографираат пред Белата куќа и тоа е максималното растојание. Белата куќа се наоѓа позади крошните, овие крошни дрвја. Ќе се обидеме да ви ја покажеме од другата страна. Сега продолжуваме во насокот од каде што доаѓаат учесниците на денешниот протест. Како што може да се забележи,
Учесниците на протестот се одговорни во однос и на пандемијата која што и понатаму се шири низ САД. Може би не со таков интензитет како што беше претходно, но превентивно речиси секој од учесниците носи маска на лицето, а воедно има и волонтери кои што им нудат на учесниците бесплатно маски за да се заштитат себе си, а како што можете сега тука да видите, има волонтери кои што доделуваат бесплатно вода на учесниците на протестот. Денес е исклучително топол ден во Вашингтон, над околу 35 степени Целзиусови и водата е повеќе од очигледно е потребна. Некои со своите миленици на протестот. Дел од учесниците искористуваат можност за одмор од целодневното марширање, би рекле, низ улиците на Вашингтон. Ова што гледате сега во моментов е вообичаена слика за Вашингтон кога органите на редот ќе донесат одлука да ги блокираат улиците. Се надам дека ќе можете да ме слушнете од бучавата што ја прават овие камиони. Инаку, откако органите на редот проценија дека денеска е можно да има голем број учесници на протестот, беше донесена одлука да бидат затворени голем дел од приодите кон централното подрачје на Вашингтон, односно затворено подрачјето околу каде што се наоѓа Белата куќа и Белата куќа, Конгресот и позначајните институции во САД. Поминеме меѓу барикадите. И продолжуваме да видиме до каде се движи оваа поворка. Оваа ограда што ја гледате тука е влез кон паркингот позади Белата куќа. Вообичаено овој дел каде што сега ви го покажуваме отворен за посетители, но денеска се поставени метални огради. Метална ограда е поставена за да се избегне, за да не се дозволи пристапување на учесниците на протестот до Белата куќа. Сега се приклучуваат, само да повторам дека моментално се наоѓаме во Вашингтон. Се движиме низ улиците на главниот град на САД, каде што денеска се одржува масовен протест за социјална правда, а по повод и против расизмот, а по повод смртта на Джордж Флојд, афроамериканецот, кој почина при полициско апсење во Минесота пред 10 дена. Протестот е мирен. Времето во Вашингтон е исклучително топло, но тоа не ги спречи жителите на САД да излезат на денешниот протест. Моментално се движиме кон националното шеталиште и повторно гледате барикади со кои што не се дозволува пристап кон Белата куќа. Во
тука сме оддалечени можеби 600 или 700 метри од Белата куќа. Барикадите се однесуваат за возила, со дека ние сме со велосипед. Јас сум со велосипед, продолжуваме по улицава. По далечина гледаме дека има поголема група учесници на протестот. Одиме да видиме каква е ситуацијата таму. Во позадина, малку ќе кретам камерата, туку може да видите се наоѓа Белата куќа, таму е велната соба, дел од учесниците на протестот стојат со транспаренти пред полицијата која што забранува пристап кон районот каде што се наоѓа Белата куќа. Вообичајно е дозволено да се оди на тревникот кој што го гледате во позадина, но денеска тоа е забрането. Од Белата куќа тргуваат возила и повторно капијата се затвора. Емо уште една интересна сцена. Учеснички на протестот поставуваат свеќиња на металната ограда. Препоставуваме дека тоа што сакаат да го напишат е веројатно некоја порака. Продолжуваме понатаму да видиме што се случува понатаму на протестот. Делот кога што сега се наоѓаме се чини дека е очигледно е попразен, но во далечината гледаме поголема маса народ. Се движиме во таа насока да видиме каква е таму ситуацијата. Предпоставам дека можете да го слушнете звукот на хеликоптерите. Тие се вообичаена, би рекол, сценографија на протестите. Го надлетуваат Вашингтон и районот каде што се одржуваат протестите. Тука за момент ќе застанеме. Да ја пропуштиме
ова поголема група. Голем број учесници, чија бројка сигурно изнесува се број веќе во десетици илјади, се движат низ авенијата Constitution. И за сега претпоставуваме дека се упатуваат кон споменикот на Абрахам Линколн или ќе видиме дали ќе свртат кон Белата куќа. Исклучително голем број учесници денеска во Вашингтон. Со пораки за правда, со пораки дека црните животи се важни. И со препознатливата порака нема правда, нема мир. Ќе се приклучиме внатре во поворката. Don't shoot!
Како што може да видите, секој се snašao како знае и својата порака ја напишал на се што може да се напише. Овие девојки, пораката црните животи се важни, ја напишале на парче од хартија. А додека овие учеснички искористиле пакување од производ на кој што исто така имаат напишано порака. Препоставуваме дека е за социјална правда. Дел од ова што гледате. Момент на тишина. Момент на тишина во чест на жртвите од расна наследство. Протестниот марш после неколку минутното клечење, давање почит продолжува во моментов почнува да врне, но веројатно ќе се работи за куз. Што гледате од левата страна е Националниот музеј на американска историја. Вообичаено е за викенди и во работни денови, тука е полно со туристи и со ученици кои што посетуваат музејот. Хеликоптери се собирано. Кажеме, хеликоптери со часови денес како надлетуваат Вашингтон. Тоа предпоставка дека се работи за полициски хеликоптери. Толпата и натаму стои. Сега ќе се придвижиме малку.
видиме да ги прашаме и некои од учесниците кои се нивните очекувања од овие протести. Само да видиме на позиција. Овој објект кој што во моментот го гледате, тоа е музејот на афроамериканска историја. Тоа е еден од поновите градби во делот на националното шеталиште во Вашингтон и е исклучително популарен за американските граѓани, но и голем број организирани ученички посети на овој музеј. Продолжуваме понатаму. Да ги прашам дел од учесниците кои се нивните очекувања од овие протести. Excuse me, what your expectations are after all of these protests? What do you expect to be achieved? Excuse me? What are your expectations after these protests? What do you expect to be achieved at the end? Thank you. Okay? Добро, тоа е преносот уживо, некои не сакаат да одговараат. Сосем најборед. Моментално поврката се движи покрај споменикот посветен на Џорџ Вашингтон, обелискот во Вашингтон. Не можете, веројатно не може да забележите на видеоснимката, но пристапот и кон овој споменик е забранет. Поставени се, тука не може да забележите дали политички или армиски сили, кои што не дозволуваат пристап до споменикот. Се враќаме назад по ворката.
вообичаената порака, дека честниците бараат правда сега. Транспарентни се едно главните пораки, дека црните животи значат. Поворката поменува во делот од каде што се гледа Белата куќа и каде што поменуваат нивните скандирања стануваат се погласни. All drinks, high school, $1. Coca-Cola, Gatorade. Пораки против расизмот, дека расизмот мора да замине. Позадина, не знам, може да видите се наоѓа Белата куќа, но поворката не застанува тука, само продолжува ги вртат дел од своји транспаренти кон Белата куќа и го продолжуваат својот пат. Предоставуваме кон споменикот на Абрахам Линколн. Причината зашто би се опателе кон споменикот на Абрахам Линколн е затоа што тоа е едно од култните места, клучните места во американската историја. Во 1963 година момент само. Значи, како што реков, споменикот на Абрахам Линколн, местото каде што во 1963 година Мартин Лутер Кинг на 8 август го одржа познатиот говор "Јас имам сон", кој што предонесе за големи социјални промени во САД во однос на подобрувања во однос на расната дискриминација кон афроамериканските жители. Инаку новите случувања во САД поттикнаа и припадници на домородната американска заедница, односно индијанците, да упатат апел дека се неопходни промени и подобрувања за односот и кон нивната заедница во општеството. Припадници на заедницата на домородни американци од Монтана упати апели дека тие се мала заедница, дека не се доволно гласни, но дека и на нив им е потребна поддршка.
Let me know when you're ready because it is getting kind of heavy now. Are you supposed to go on to the side? Oh. Поради масовната поворка, ако може да забележите, камионите кои што ја блокира авенијата сега стојат од страна за да го овозможат протокот на луѓе. Поворката продолжува низ Вашингтон. Сега околу 15 часот и 35 минути. И натаму има голем број учесници, а се очекуваат уште повеќе како што ќе се намалуваат температурите. Протестот е мирен и повеќе наликува на односно е протестен марш низ главниот град на САД. Во моментов тука ние полека би го прекинале преносот. Ќе продолжиме натаму, ќе останеме со учесниците на протестот. Доколку и натаму има интересни случувања, тоест случувања кои што ќе го привлечат нашето и вашето внимание, повторно ќе се приклучиме со линк во живо. Ве поздравувам, Тоша Огњанов, Гласот на Америка од Вашингтон. Поздрав!